Избор на нови суди и обвинители. Ленче Ристовска повторно извиси. Советот на јавни обвинители повеќе му верува на Артан Ајро, против кого има поднесено кривична пријава за случајот Сеат Кочан. Непотизам, кронизам, политички и бизнис влијанија во обвинителството и судството. Судскиот совет мора да работи со потполн легитимитет и секоја намалување на неговиот легитимитет влијае врз работата на целокупното судство. Од големи надежи и очекувања до разочарување. НАТО не даде зелено светло за членство на Украина во Североатлантскиот сојуз. И во Република Северна Македонија, иако сме членка на Алијансата, обиди за хибридни действувања, за влијанија низ различни сфери на интереси, врз тоа да бидеме поколебани да го продолжиме нашиот пат кон европската интеграција. Шведска нова членка на Алијансата откако го смени уставот. За да се прифатат или да се одобрат уставните измени, потребно е само едно. Потребно е лидерство и визионерство. Вие имате премиери во Македонија на кои први работни места им беа да бидат премиери. Јас не сум видел во македонскиот плурализам човек со визија кој ќе ми каже што ќе биде за 5 години, бре. Која визија има бре Мицкоски? Која визија ја има премиерот? Недела на нови избори во судството и обвинителството, кој уште верува во правораздавањето по хоризонтала и во судската хиерархија. Таа линија не е вертикала на лични вредности и стручни квалитети, на професионален интегритет. Кусо траеше аферата за синот на спикерот Џафери, сега нов член на судски совет од Врховен суд. Сопругата и синот постапките на кандидираниот Георгиев. Сестрата пак на пратеничката Ванчева не доби согласност од судскиот совет при изборот на уставен судија. Сега таа е во нејзиното предворје, како кадар кој ќе решава за идните суди и нивната одговорност. Уште е замрзната постапката пак за судијата Беџети од апелација, кој упорно и речиси една година го криеше предметот против Мијалков и останатите кои беа дел од аферата преслушување. Семејни и партиски кланови владеат со судството и обвинителството и управуваат со кривичните постапки. Во еден период со законот за судови не беше допуштено сопруг да биде судија, а сопругата обвинител во ист регион. Дали непотизмот ги урива столбовите на правосудниот систем? Непотизам во средини каква што е нашата Македонија, каде што сите се познаваме и по некакви релации сите сме во некакви врски, дали родбински, кумовски, сватовски, пријателски, колегијални од факултети и така натаму, најверојатно имат влијание тој вид на врски, меѓутоа треба да се одбираат судии со висок интегритет и кога судија има добри правни знаења, кој што има добри морални и етички квалитети во себе и пред се висок интегритет, тој вид на влијание се обидуваат роднините да интервенират, се обидуваат пријателите и така натаму. Но судијата со интегритет треба да биде свесен дека е избран со траен мандат и дека е должен само и исклучиво да се држи до словото на законот. Целото интервју со поранешната судика во Врховниот суд Милка Ристова ќе го гледате во вториот дел од ова издание на Трилинг, а ние продолжуваме понатаму со останатите содржини и соговорници за ова издание на ТВ Магазинот. Новинар, колумнист, газда на првото приватно радио 4, есеист, писател. Пред се хроничар на македонскиот паланички менталитет, на општествената малограѓанштина. Секогаш кус, јасен, но и асоцијативен, до ниво на цинизам. На политичкиот миг гледа со доза на метафори, општествени хроники со диоптрија на нашиот менталитет и малограѓанштина. Во ова издание на Тренинг, наш соговорник и гостин е Звездан Георгиевски. Добре дојдете во емисијата. Добро е, најда, фала на поканата. Ретко гостувате по медиуми, јавни настапи, повеќе сте посветени на пишаниот збор, но сега за неколку актуелни теми кои што се во фокусот на вниманието. Најпрво заврши НАТО самитот
И како вие би ја опишале фотографијата на која се гледа американскиот председател Бајден со македонскиот премиер? Едниот позитивен, расположен, насмеан, додека другиот помалку нервозно изгледа, чиниш тој ја бие битката со руско-украинската криза. Добро, не би се, иако ме представивте така, не би навлегол многу во цинизам. Македонија е сепак, како да кажам, небитна. Сосема. Значи, и по особено небитна за НАТО Сојузот. Ние сме таму, како и некои други држави, само ради бројка и ради спречување на влијание на да кажеме, руско или кинеско влијание и чување на некои западни интереси на овој простор. Мислам дека нашите очекувања и воопшто нашата перцепција за нас се секогаш многу поголеми од она што навистина сме. Ние не сме ни еден кварт од Њујорк, така реално гледано. Така што веќе достигнување да се фотографираш до американскиот председател. Ако оваа недела ја одбележа конфронтацијата меѓу градоначалниците, преце на градоначалничката на Скопје со останатите незини колеги, какова збирштина скопска во која ние функционираме, смет, ѓубре, хаотичност, вие би ја окарактеризирале во овој миг или би ја напишале низ една ваша колумна? Значи, јас имам и цела книга објавена која се вика Урбани топоними и бога ми прилично дебела книга, каде што баш го анализирам Скопје главно. Значи, ако треба еден збор, Скопје е катастрофа. Катастрофа е секако и во урбанистички план и пазете, овој штрајк на комунална хигиена во суштина беше само врв некој на ледениот брег. Ние цело време живееме во ѓубре. Цело време. Не дека беше почесто пред штрајкот. Мене, она што најмногу ме нервира се големите шумови што се прават околу било што. Значи, штрајкот на работниците од комунална хигиена се гледа низ политичка призма. Дали позади стои ВМРО, дали стои СДСМ, кој ги поддржува, кој не ги поддржува. Дали се тоа, не знам како вели градоначалничката, мафијаши некакви или било што, или се луѓе кои навистина се борат за своите работнички права. Ние немаме и не можеме во целиот медиумски простор да добиеме чиста слика за што всушност се работи. Ете, прочитаме таму, не знам, 40 члена семејство било вработено таму. Да кажеме дека е 40 члено семејство вработено таму. Каква тоа врска има со работничките права? Значи, јас не ги вработив луѓето таму. Некој ги вработил. Второ, не ми е никако јасно како тоа некој ќе штрајкува за да брани интереси на човек кој со години не одел на работа. Напротив, ќе штрајкува ако свати дека некој не оди на работа, прима плата и така натаму. Меѓутоа не е, значи, едного оној мостот кај железничка станица. Имаме катастрофален град, мислам дека имаме најлошо градско раководство во историјата на Скопје, што е многу тешко да се постигне, бидејќи во Скопје имаше стварно приличен број лоши градоначалници, ама дека ова раководство сега очигледно нема контрола на ситуацијата, очигледно не знае да го менаџира градот, не знае да ги Боже како да се одмаздува врз градот ова раководство, а не како да го води. Многумина хроничари на Скопје ќе речат со македонската метропола раководи личност кој нема ни ден капацитет да менаџира со. Дали ние препуштивме градот да ни го водат луѓе кои немаат ниту капацитет, ниту визија како треба да изгледа една метропола? Очигледно. Меѓутоа ние на ниво на држава имаме голема негативна селекција. Значи, градоначалничката
и воопшто Советот на град Скопје се избрани на избори. Изборите не се оспорени, што значи дека луѓето имале таква волја и такво раководство избрале или такви своји представници. Меѓутоа, од друга страна, прашање е каков избор имале, кој бил избор меѓу нив, дали имало некој воопшто со визија таму. Значи, ние многу брзо изгорени од искуството се надеваме во некакви промени. Еве, Даниел Арсовска ново лице, например, како се викаше ние, зелен хуман град, што учествуваа на градските избори, како еколози. Па ги видовме сега со ѓубрето, ги нема нигде. И ние ќе се залетаме, ајде, ова се нови лица, доста беше со старите да видиме кои се. Меѓутоа, таа негативна селекција и новите лица ги вади во суштина од понеспособните делови од општеството. Она што е евентуално, што би можело да има визија, да има оној елемент што би можел да знае што е урбано, што е град и како се води град, веројатно неќе да се плетка со партиите, политички, бидејќи политичките партии многу брзо ги испликуваат своите први членови. Низ скопските катакомби од смет на собрано ѓубре и багерот што по Јордан Мјалков гази луѓе. Две колумни, една со наслов "Багерот на нашето умирање", не е бурлеска, туку е сурова реалност. Вие меѓу другото пишувате "Багерот на скопските улици не е инцидент, тој е символ на сите наши промашувања". Ние, како да кажам, ќе настрада тој некој шофер, ќе одлежи нешто или нема да одлежи, ќе го казнат или нема да го казнат. Меѓутоа, јас сум убеден дека тој не седнал и од Кејф го возел багерот по улица. Значи, тоа е градилиште таму, тој Илимак. Таму гинеа луѓе и на градилиште, и на самото градилиште, и никому, како да кажам, никому ништо. Тоа значи дека има некоја корупција тука, му се гледа некому низ прсти, се пропушта, како да кажам, камо инспекција, камо полиција, камо било што. Багер едноставно не сме да се вози на улица. Мене ме убедуваат дека тоа е само за 100 метра од едното градилиште а поминало од другото. Не ме интересира. Не може да вози багер на улица. Може да зборуваме дека сме урбана средина? Урбано село, побрзо би рекол, бидејќи Скопје е голем град, не можеме сега голем град, и тоа е релативно, меѓутоа на дневна основа тука поминуваат можеби до 1 милион луѓе. Тоа веќе го прави голем град. Меѓутоа е лошо испланиран самиот по себе, урбанистички и инфраструктурно е многу лошо испланиран. Значи, ви од аеродром до кисела вода мора да вртите, да кажеме, едно 5 километри во густ сообраќај, а воздушната линија ви е, не знам, 500 метри оддалеченост. Така да градот не е планиран за волку луѓе, очигледно. Во исто така ваша колумна, ѓубриња до крај во Призма. Каде ја гледате вината за ваквата состојба? Во лошиот избор, селекцијата, во начинот како се менаџира со градот? Па да, првенствено во контрола на ситуацијата. Значи, јас сум по природа синдикалец, по раѓање синдикалец. Јас навијам за работничките права. И јас повеќе им верувам на работниците отколку на директорите, менаџерите, што ја знам, градоначалниците и така натаму. Значи, Косана Мазнева објавила список од 10 луѓе на огласна табла и ги, на тој начин ги истерала од работа. Па не може да ги истераш луѓето од работа на огласна табла. Не може, едноставно ни по закон не може. Така да се прави. Ние имаме многу рестриктивни работнички права законски, па ова уште подоле, како да кажам. Значи, луѓето очигледно се изреволтирале. Не можеш да ги истераш водачот на синдикатот така од работа.
Не велам ја да се трпат неработни сили нешто, меѓутоа си постои закон, си постои дисциплински комисии, му се дава право и на тој работник да каже нешто во своја одбрана, да кажеме, или да објасни зашто е нешто така или вака. Не се пресекува преку колено. Не е тоа накосана предпријатие, па и да е накосана. Не можеш работници така, тоа се луѓе, како да кажам, не можеш преку само затоа што ми се може. Која е таа жена? Значи, од кај јас да верувам дека она знае нешто за комунална хигиена? Дали не надвиснал личниот политички провинционализам со кој се соочуваме? Значи, тоа е главниот проблем. Значи, во ова општество нема одговорност во суштина. Ние имаме партиски политики, односно партиски кадровски политики. До кога политичката одговорност ќе биде мисловна именка? Додека, како да кажам, додека им одговара на партиите, а ќе им одговара секогаш на партиите. Значи, како да кажеме, Заев ветуваше, нели, една изборна единица, отворени листи, па што се случи со тоа? Ништо не се случи. Гледате Трилин, гостин во емисијата Звездан Ѓоргиевски, писател, новинар, хроничар на актуелните теми и дилеми. Ако се сложам со насловите од вашите книги и романи, 2019 со наслов "Да не бидам покус", зашто и од кого сме покуси? Знаење, воспитување, самобендисаност? Ние сме, значи, една, како да кажам, прилично необразована нација, држава. Значи, по сите можни истражувања, испитувања, значи, имаме еден образовен систем кој е прилично 19 вековен, кој ги тера децата на послушност, би рекол, односно да меморираат некаква граѓа, а не да размислуваат. Имаме, значи, рекордери сме по лажни вести, по функционална неписменост, по секој од тие параметри кој би требало да значи нешто за квалитетно образование или квалитетен живот, ние ги немаме. Културата и уметноста се фрлени на маргините. На маргините, сосем. Ако немате одржлива култура, не можете да имате ни одржливи индивидуалци, поединци, луѓе кои размислуваат со своја глава. Јас некогаш мислам дека е тоа од наша аљкавост направено, од наша нефункционалност едноставно, а некогаш Бога ме фаќаат и теории на заговор, дека тоа се прави со намера за да се држи народот како стадо. За да се лаже со лажни вести. Кај нас имате уште луѓе што веруваат дека земјата е рамна. Кога беше ова со вакцините, беше шоу со короната и така натаму. Ѓоргиевски во мај 2023 година издадовте уште еден роман "Плачеш како кит". Плачковци сме во душа? Ако гледам, ако го земам тој Фејсбук како некаков просек, сме плачковци. Меѓутоа тој наслов е повеќе китовите не плачат. И така да може да се свати и обратно. Значи, плачеш како кит, значи дека не плачеш. Да излезам од матрицата на вашето творешто, но да побарам ваш став во однос на следниве дилеми и прашања. Денуве прочитав книга од академик Али Алију, Дон Кихотот меѓу албанците. Во книгата најавена пред 2 децении за албанските писатели Дон Кихоти. Ми остана впечатлива една преписка меѓу корифеите на македонската и албанската пишана реч, Исмаил Кадаре и Анте Поповски. Исмаил Кадаре на 98 години му пишува на Анте Поповски, цитира: "Сите ние писателите од Балканот имаме заеднички идентитет, повикани сме да ја штитиме културата на другите народи." Тоа е одлична реченица и апсолутно се согласувам. Особено на Балканот има толку многу различни култури и различни традиции. И секаков обид за доминација една врз друга е многу погрешен. Тоа е богатство. Ние, за жал, не се токму ради тоа непрожимање на културите, како да кажам, ние не се познаваме многу. Ние во суштина воопшто не се познаваме меѓу нас. Значи, јас не знам кој е
ниједен рок бенд од Грција, например. Ние, да не кажам, не се познаваме, овде сме поделени меѓу албанската и македонската култура. Не се преведуваме меѓу нас. Кога сме кај внатрешната поделеност, која создаде таа брана? Имаше некој период, долг период, и македонскиот народ тоа го искуси во својата историја, а имаше навистина еден период каде што малцинствата беа сегрегирани. Беа навистина понижени. Во однос на образование, во однос на вработување, во однос на било што. И беа на крајот на краиштата на некој начин гетоизирани. Тој историски комплекс се одразува сега. Живеен во Скопје, во центрот на градот, кај што е сеално и бикот, тоа мало се викаше Циган Мало. Тука имаше една ромска колонија, не многу голема, ама може би 100 луѓе. После земјотресот, 64-5 година, сите роми од тоа мало беа иселени во Шутооризери. Што значеше тоа? Што значеше тоа? Да ја прашам. Тоа значеше, не сакам по мојот нов убав град сега што никнува овој да ми шетаат роми. Ние се фалиме со Шутооризери као најголема ромска општина во светот, најголемото гето во светот. Шутооризери е изградено 65-та, тоа не беше населба 64-та, не беше населба през земјотресот. Значи, направена е населба специјално роми да бидат населени таму. Како ќе го наречеме тоа? Име во историјата. Значи, така беше и со албанците, да не се лаже. Ѓоргиевски, на крајот, како гледаш на овие последни, се почести обиди на меѓусебна политичка поларизираност, анимозитет, но обвинувања? Знаете како? Вие имате премиери во Македонија на кои први работни места им беа да бидат премиери. Да кажем, кои немаја никакво искуство работно, нигде. Тие го правеа својот тим на начин да имаат понеспособни луѓе од нив или ако не понеспособни, тогаш апсолутни послушници под себе. И кога веќе нивното време ќе отпадне, тогаш ајдат послушниците наред, кои па немаат никаква, како ја кажам, друга визија или идеја или школа, освен сега тие да бидат калиф место калифот, па да имаат своји послушници под нив. Јас не знам, значи, освен некои општи флоскули, да кажеме, европскиот пат, евроинтеграциите и така натаму, јас не сум видел во македонскиот плурализам човек со визија кој ќе ми каже што ќе биде за 5 години, бре. Значи, ние Крстен Мисирков 1903 година ни кажа што ќе се случи, бре, 2020 година. Значи, имал визија човекот што треба, како треба да се прави, зошто треба писмо, зошто треба не знам, култура и така натаму. Која визија има бре Мицкоски? Која визија ја има премиерот? Ја немам чујено. Освен ти општи, велам општи места, правосудство, реформи, па бре, мене животот ме помина во реформи на правосудство. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Следевте разговор со Звездан Ѓоргиевски, долгогодишен новинар, колумнист, писател. По кратката пауза за реклами продолжуваме со останатите содржини за ово издание на Тренинг. Следете не. Заврши дводневниот самит на НАТО во Вилнус. Турција даде пас за прием на Шведска во Алијансата, но надеждите на Украина остануваат во декларативна форма. Анкара се враќа со посилна врска со НАТО и ќе добие 40 Фи-16 најмокни борбени авиони. Тие ќе бидат достапни за Украина, откако 11 членки ќе ги обучат украинските пилоти. Но за овие политичко-безбедносни резултати стои најважната одлука за формирање на комплексна армиска групација од над 300.000 војници и техника за одбрана на европските членки на НАТО од можен напад од Русија. Дојче Веле анализираше дека е тоа пресвртница за престројување на армиите и алијансата.
постудената војна пред 3 децении, конфликтоста меѓу тогашниот Варшавски пакт и Советскиот сојуз наспроти НАТО, ова е комплетно нова стратегија на Алијансата. Ова е само почеток и вовед за престојниот разговор, а гостин во емисијата ќе биде министерката за одбрана Славјенка Петровска. Добре ден за министерката за одбрана. Господја Петровска, по НАТО самитот се добиваат идеи излегува на терен околу оперативни и ефикасно нови сили борбени. Дали тоа е знак од можност на проширување на руската агресија врз Украина? Не, тоа е значи дека НАТО алијансата превзема или ги планира своите активности или распоредувањето на силите согласно потребите и согласно она што значи сознание или информации со кои располагаме. До сега многу пати споменував околу прашањата кога беа поставувани за тоа дали Република Северна Македонија е безбедна и дали постојат некакви закани врз нас. Директни закани од конвенционален тип не постојат и немаме сознание дека постојат. Истото и со НАТО земјите членки, меѓутоа улогата на алијансата е да превземе мерки во рамките на својата политика на одбрана и одвраќање, односно одвраќање и одбрана. И токму во таа насока всушност се изработени новите регионални планови кои беа дел нивното усвојување или потврдување, беше дел и од дневниот ред на овој НАТО самит, каде што во суштина се дава можност силите на НАТО алијансата, а тука вклучително се сите земји членки и Република Северна Македонија, за да бидат поефикасни, подобро распоредени и се разбира побрзо распоредување во случај ако има потреба од нештата. Веројатно е неблагодарно да се прогнозира кога би завршила оваа руска агресија врз Украина, но се прават одредени проценки дека може фронтот да се прошири. Постојат ли безбедносни ризици на долгорочен план, бидејќи велиме дека во овој момент не може да предвидиме колку уште ќе трае руската агресија врз Украина? Точно дека е неблагодарна проценката на тоа или прогнозите за тоа колку ќе трае руската агресија врз Украина. Почетоците пред 24 февруари и 24 април, денот кога започна неоправданата руска инвазија врз Украина, многуми навелеа дека таа ќе заврши за ден-два, поценувајќи ја и силата, меѓутоа и одлучноста и издржливоста на украинскиот народ да го одбрана тоа што е нивно, односно сопствената територија. 17 месеци, за жал, имаме веќе конвенционално војување на територија на една европска земја, кое што наместо да го продолжи својот пат кон ЕУ и НАТО интеграцијата, за жал се соочува со ваков вид на конфликт. Со почетокот на војната се расширија информации за руска пенетрација на Балканот, речиси година и половина после почетокот на руската агресија. Дали се уште има руско влијание на Балканот и во Македонија? Јас не мислам дека Русија никогаш ќе се откаже од своето влијание овдека на Балканот, меѓутоа она што го гледаме како процеси во земјите од Балканот се мислам дека јасни процеси, а тоа е дека или голем дел од земјите сме веќе членки на НАТО алијансата, а сме во фаза на пристапување кон Европската унија, или па дел од членките се во фаза во процес на пристапување кон НАТО и кон Европската унија. Мислам дека со таквата ориентација всушност се дава еден правец за тоа каде земјите самостојно сакаат да припаѓаат. Секогаш кога сакате или носите одлука за пристапување во некој сојуз, без разлика дали тоа е НАТО алијансата или Европската унија, прашање е прво на национална, на домашна одлука. Став на државата. Ако една држава се определи дека стратешка цел, стратешки интерес е за членување во НАТО и Европската унија или само Европската унија, тогаш тој треба да се почитува. Да, сведоци бевме особено изминатиот период и во Република Северна Македонија, иако сме членка на алијансата, обиди за хибридни действувања, за влијанија низ различни сфери на интереси, врз тоа да бидеме поколебани да го продолжиме нашиот пат кон европската интеграција на државата или евентуално да се поголебаме за тоа што сме членка на НАТО алијансата. Како ќе се постигне единство околу различните позиции во однос на политиката на Москва кон Балканот пред се, бидејќи се чини дека со договлекувањето на процесот на проширување со земји од регионот,
официјално Москва како да се обидува да се наметне како нов играч во регионот. Не може да се наметне затоа што земјите јасно имаат и цртано својата иднина, односно патот по кој што сакаат да одат. Да, на тој пат има препреки, како што кажав, и ние сме самите пример на тоа. Минатата година, кога ги носевме одлуките за продолжување на процесот на европската интеграција и прифаќањето на предлогот на Европската комисија како тој да се одвие, бевме подложни на огромно влијание на хибридни действувања, во кои што знаете како, разни тези се појавија, дека еве сега е моментот, државата ќе престане да постои, ќе го изгубиме нашиот национален идентитет и така натаму, што година дена подоцна се покажува дека е неточно. Не се нови тие. Ако се вратиме години наназад, таквите шпекулации, пласирање на дезинформации не се новина во Република Северна Македонија. Не толку одамна, во 2018 година, кога се потпишуваше Преспанскиот договор и кога се носеше одлуката за прифаќање на Преспанскиот договор и во собранието, истите тези горе-долу беа присутни. Какви реформи престојат во наредниот период му престојат на армискиот состав, македонскиот армиски состав, имајќи во предвид дека мора да се прилагоди и се прилагодуваат на НАТО стандардите? Трансформацијата на одбраната на Република Северна Македонија започната уште пред нашето формално пристапување во НАТО алијансата, меѓутоа се разбира се дадени одредени рокови или исполнување на така наречените цели на одбраната, кои треба да бидат постигнати соодветно во 2026, некои подоцна, некои малку порано, и тие имаат за цел всушност да направат и трансформација своевидна на одбраната, меѓутоа и да го подигнат нивото, одбраната, капацитетите на македонската армија да можат да одговорат на современите предизвици. Тоа значи дека треба да постојат капацитети за кои ние сме прифатиле и сме се обврзале дека ќе ги воспоставиме, да постојат капацитети кои во одредени рокови ќе бидат оперативни и кои ќе бидат наша дополнителна додадена вредност во НАТО алијансата. Тој процес оди навистина добро, пред се заради тоа што и во Министерството и во армијата постојат совршено добри професионалци кои го имаат одработено делот на планирање, затоа што за да имате една успешна одбрана мора да имате прво добро планирање. А за да имате добро издржано планирање кое ќе може да биде имплементирано, се разбира треба да имате и доволно финансиски средства. Во однос на финансиските средства ќе се зголемат буџетските издвојувања од 2% за одбраната и армијата. Тоа досега го постигнале само 1/3 од членките. Колкав е одбранбениот буџет во овој момент и ќе има ли Северна Македонија капацитет да се менува во однос на финансиската структура? Тоа беше дискутирано на овој самит последен околу зголемување на инвестициите во одбраната, заради тоа што како што поминува и се зголемува развојот на технологиите, одат се понапред, известно е дека и одбраната треба да се модифицира и да се приспособува за да може соодветно се разбира да одговори на тие предизвици. Заложбата на сите земји членки е дека веќе 2%, она што беше согласно претходните заложби максимумот кој треба да го постигне секоја земја членка до 2024 година, сега ќе биде долната граница, која што секоја земја ќе се обврзе да го постигне, но не е определен рокот во кој ќе треба да го направиме тоа. Буџетот расте постојано, секоја година. Оваа година тој изнесува 1,85% од бруто домашниот производ или во реална сума изразено 274 милиони евра, кој што е доволен буџет за оваа година да бидат испланирани доволно финансиски средства проектите кои се веќе започнати, а се однесуваат на модернизацијата на армијата, меѓутоа се разбира и новите проекти кои ќе треба да ги започнеме согласно плановите за модернизација и опремување на македонската армија, тие да бидат реализирани, се разбира во процедурите кои се препишани согласно законот, и е известно дека следната година ќе ги достигнеме сега веќе тој минимум од 2%. Она што е важно е не само да ги имаме финансиските средства како една целина, туку и начинот на кој што ги трошиме тие средства. Во НАТО алијансата се пречитува принципот најмалку 20% да биде одделен за модернизација и опремување, и Република Северна Македонија тоа го прави. Минатата година беа 30%, оваа година се испланирани 33% од буџетот да биде наменет тоа токму за оваа ставка.
Но за да имате успешна и силна армија која ќе биде подготвена да одговори на предизвиците, не е важен само процесот на модернизација или исклучиво тој. Многу е важно да биде инвестирано и во човечките ресурси. Што ќе биде со полигонот Криволак? Има ли некаков најава за некаков посериозен зафат, имајќи во предвид и стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави? Полигонот Криволак прераснува во сериозен капацитет и национален, меѓутоа она што нас не радува е што прераснува и во капацитет на НАТО армиите, на НАТО алијансата. Се почесто и почесто многу од нашите сојузници бараат да го користат полигонот Криволак и за изведување на вежбовни активности на национално ниво, меѓутоа многу често го користиме и за изведување на мултинационални вежби. Таков случај беше или пример беше оваа година изведувањето на вежбата Immediate Response, која што навистина помина успешно, и тоа само покажува дека инвестициите во одбраната се секогаш оправдани и навистина нас како држава треба да не биде гордост што имаме еден таков полигон кој дава можност за подигнување на капацитетите и увежбување на нашата македонската армија, меѓутоа се разбира и за увежбување на интероперабилноста со сојузниците, што е многу важна компонента кога зборуваме за колективната безбедност. Министерке, како ќе се обучуваат македонските офицери според новата стратегија на НАТО? Тие обуки се веќе започнати. Тоа се работи или во облик на вежби, во облик на обуки поединични кои ги имаме, меѓутоа се разбира и тоа е составен дел веќе од програмата и на Војната академија и е прифатена и како доктрина, односно изучување во армијата. Кој е командниот јазик на кој се функционира? Во која смисла командниот? На кој јазик се зборува? На македонски јазик. Кога станува збор на вежби, односно обуки само кои ги изведуваме за национални потреби. Не случајно ви го поставив ова прашање, бидејќи имаше одредена иницијатива и албанскиот да биде дел од кореспонденцијата меѓу војниците. За сега таква иницијатива до мене не е доставена, што се однесува до употребата на другите јазици. Во армијата апсолутно се почитува законот за употреба на јазиците. И меѓутоа мислам дека она што е најважно е армијата, дека сите припадници на армијата треба да бидат обединети околу тоа што е нивната мисија, главна мисија и главна задача. И за сега тоа можам да кажам, да потврдам дека исклучително добро им оди, а тоа е одбраната и гарантирањето на безбедноста на нашата држава. Следите трени гостинка во емисијата министерката за одбрана. Министерке, при крајот ќе ве вовлечам во политичкиот аспект околу подолгата конфронтација на релација меѓу власта и опозицијата, околу стратешките определи. Вие споменавте дека НАТО и ЕУ секогаш тука сте секогаш на иста линија, било да е ВМРО или ВМРО-ДПМ или СДСМ на власт. Ќе успеете да ги убедите вашите политички опоненти дека со промената на уставот нема никаква штета врз јазикот, идентитетот и останатите национални бележја. Да подсетам дека Шведска направи промена на уставот со цел да стане членка на Североатлантскиот сојуз. Јас мислам дека не треба многу убедување, заради тоа што ако после 30 години треба да се убедуваме дека членството во Европската унија е наш стратешки приоритет и дека треба сите ние да работиме на исполнување на тој приоритет, тогаш имаме проблем. Тогаш некој 30 години бил отсутен од држава и не ги следува случувањата што се случува. За да се прифатат или да се одобрат уставните измени, потребно е само едно. Потребно е лидерство и визионерство. Во 2018 година не беше лесно тогашната влада, тогашното парламентарно мнозинство да ја донесе одлуката за промена на уставот со цел наше пристапување кон НАТО алијанса. Но како што реков претходно во одговорот на претходното прашање, не е прашањето. Нема никој од нас, особено ние кои што сме на одредени позиции и државни, меѓутоа и функции во владата, во извршната власт, меѓутоа и во законодавната, нема да останеме запаметени по тоа колку пати сме повториле дека ЕУ е наш приоритет. Да станеме запаметени по тоа што сме направиле за да станеме членка на Европската унија. Уставните измени кои во моментов се барање не се воопшто никаков проблем. Со ништо тие не го нарушуваат или не го загрижуваат нашиот национален идентитет.
Ако ние сакаме да добиваме политички поени на тоа прашање, јас слободно ќе кажам дека тоа е многу погрешно. Политички поени или избори не се добиваат на прашања кои се од државен интерес. Прашање од државен интерес, како што е ова прашање, стратешко прашање, се решава на стратешки начин. За мене уставните измени не се спорни, јас сум подготвена и можам да разговарам и со претендниците, можам да разговарам и со чинители други во општеството и во државата, со кои еден збор нека кажат кој е тој збор со кој што уставните измени ќе го загрозат нашето национално постоење. Апсолутно не. 30 години риториката која што сегашна имаше и како опозиција и како власт кога беа власт е риторика на празни зборови. Заради тоа што за граѓаните, ако сакаме да го постигнеме најдоброто, треба да ги даваме најдобрите решенија. Иселувањето на младите, ќе го дадам како пример. Тоа е нешто за кое што да, сите ние сме загрижени. Меѓутоа како тоа ќе го спречиме ако ние и понатаму ги обременуваме граѓаните со прашања на кои само поставуваме тези, а не ги даваме одговорите и не ги решаваме проблемите. Опозицијата треба да даде многу краток и јасен одговор. Дали сака да продолжи патот на Република Северна Македонија кон Европската унија и што е тоа во уставните измени кое е спорно и кој го загрозува нашиот национален идентитет. Предпоставките дека ова нема да биде постигнато барање од Бугарија. Предпоставките дека можеби ќе има нешто ново. Тоа се само предпоставки кои ни одземаат од времето, ни одземаат од енергијата и на крајот, освен изгубено време, нема да добиеме ништо. Уставните измени, ако пристапиме сите ние, политички партии во државата, како државотворни партии, како некои кои се сакаат државата, ќе ги решиме пред да се одржат било какви избори, без разлика дали се председателски, парламентарни, редовни или водни. Две кратки блиц прашања на крајот. Верувате дека сепак до изборите, кога и тие да се одржат, било да се редовни или предвремени, ќе ги спроведете уставните промени со овој владин состав? Јас очекувам дека тие ќе започнат и очекувам, како што реков, поддршка од сите свесни општествени чинители дека тој процес треба да заврши. Дали не мислите дека направивме преголеми концесии и со Преспанскиот договор и со спогодбата со Бугарија? Јас мислам дека во даден момент тие беа историски одлуки и што повеќе ги одложуваме носењето на одлуки или затварањето на отворени прашања. Да се потсетиме, прашањето со Грција е прашање кое што беше актуелно повеќе од 20 години во нашата држава. И постојано се зборуваше, постојано беше на маса, но никогаш немаше решение за него. Да, таа одлука во 2018 година не беше nimалку лесна. Да, многу од политичарите кои во тоа време ги носеа тие одлуки и ги предлагаа, без разлика дали беа во извршната власт или пратеници, можеби чувствуваат последици за нивните политички кариери. Но од оваа дистанца сега, јас тоа го гледам само како исклучително визионерска одлука, влог во иднината на државата. Ако таа одлука не беше донесена во 2018 година, никој од нас во 2022 година, минатата година, кога започна руската инвазија врз Украина, немаше толку слободно да каже дека Република Северна Македонија е безбедна земја и дека за Македонија нема никаква закана. Светот ќе беше многу поинаков, односно регионот Македонија ќе беше многу поинако поставена ако не донесовме такви одлуки. Носењето на одлуки е голема одговорност која имаме, меѓутоа затоа и сме на позициите на кои што сме. Примерот кој што го давам за Република Северна Македонија треба да биде пример не само и во овој случај сега кој што ги имаме пред нас повторно, меѓутоа и за земјите во регионот. Отворените прашања мора да се затворат на најдобар можен начин, ако сакаме да го продолжиме патот и кон Европската унија за оние земји кои сакаат, а за оние кои сакаат и НАТО и Европската унија. Министер, ќе ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата и разговорот. Судскиот совет трн во око на меѓународната заедница, но и таргет на домашните правници. Се почесто се поставува прашањето за легитимитетот на телото кој именува и разрешува суди. Наместо да постапуваат, членовите на Судскиот совет или ги пролонгираат, или пак не постапуваат, или во најмала рака не санкционираат суди кои одоговлекуваат, или пак ги држат во фиока предметите со цел тие да застарат. Еден од таквите случаи е случајот со председателката на Кумановскиот суд, но и со судијата кој
работеше на предметот поврзан со екс-директорот на тајната полиција Сашо Мјалков, кој речиси 1 година го држеше предметот во фиока. Најновата пак анкета на ИРИ покажува дека довербата во судството е речиси целосно урнисана. Ова издание на Тренинг, мој соговорник е поранешната судика во Врховниот суд, Милка Ристова. Добре дојдовте. Господја Ристова, само 1% од граѓаните имаат целосна доверба во судскиот систем и во обвинителството, покажа најновата анкета на ИРИ. На што се должи оваа лоша перцепција во македонското правосудство? За жал, на вистина, довербата во судството е на последното место од 1%. Меѓутоа и сите други показатели од таа анкета на ИРИ, последната што беше презентирана пред македонската јавност, покажува дека во сите институции македонските граѓани имаат мала доверба. Довербата во новинарството исто така 7%. На жалост, највисоката доверба, која што според оваа анкета ја ужива председателот на државата, е 12% и сите други одговорни во системот на Македонија имаат испод оваа доверба од 12%, што се разбира е алармантна состојба дека граѓаните немаат доверба во многу од институциите. Зошто во судството е толку ниска довербата од 1%? Мислам дека тоа се должи на фактот што најголем дел од таа недоверба кај граѓаните се гради на основа на предметите кои што се многу медиумски експонирани или поточно за оние кривични дела во кои што се обвинети личности од висок профил, за тешки кривични дела, за тешки посегнувања и злоупотреби на средствата од буџетот на државата и дека тие постапки долго траат, дел од нив постапките застарија, што дополнително создава револт кај граѓаните кога тоа се случи. Деновиве можевме да слушнеме низа на критики адресирани до функционирањето и работата на судскиот совет. Се избираат нови членови на судскиот совет, откако двајца си поднесоа оставки. Колку може денеска да говориме дека судскиот совет е легитимно тело кое може и има мандат да избира и разрешува суди, имајќи во предвид дека има реакции, дека судскиот совет не реагира, ги одоговлекува процесите, не санкционира суди кои треба да постапуваат? Судскиот совет, како е замислен во нашиот уставно-правен систем, требаше да биде гарант на независноста на судството и да овозможи правилно и по систем на кариера, односно по заслуга напредување на судиите, а таму каде што судиите нема да го применуваат законот во одделни случаи или неправилно ќе го применуваат или ќе покажат значителна нестручност во своето работење, имаат овластување да вршат разрешување на судиите, односно поведени се повеќе постапки против судии. Судскиот совет мора да работи со потполн легитимитет и секоја намалување на неговиот легитимитет влијае врз работата на целокупното судство. Меѓутоа, добрата уставна и законска рамка дека судскиот совет ќе биде тоа што е негова надлежност, сама по себе не овозможува гаранција дека ќе биде судството независно. Ова го велам од причина што и покрај тоа што според уставот и законот за судовите нема формално правно влијание извршната власт, сепак нити една извршна власт не ги тргнала раците од
судството, односно настојува во тоа тело да делегира своји членови кои што ќе бидат на некој начин контролирани. Господја Ристова, поранешната претставителка на Судскиот совет Црвенковска си замина со образложение дека се соочувала со политички и бизнис влијание. Речиси на иста линија беше и незината наследничка, потоа беше и разрешена господјата Весна Дамова, која рече дека телото кое разрешува и именува суди се соочувало со политички притисоци. За каква независност може да говориме? Работата на судиите треба да биде контролирана од стручно тело. По правило би требало судската власт како столб и гарант на правната држава, таа да биде авторитетот од кој што, да речеме, другите власти ќе внимаваат на кој начин се однесуваат, бидејќи нивните одлуки можат да бидат поништени. Господја Ристова, една анализа на Призма покажала дека наместо според резултати, во повисоките судови се напредува според влијанија, политички предсе влијанија. До кога судската тога ќе се добива по партиски интерес или блискост? Па сега, со оглед на тоа што првиот влез во судиската професија е преку Академијата за суди и јавни обвинители, така да првото влегување, ако можеме да го анализираме, тоа е преку Академијата, а таму, колку што знам, кандидатите полагаат стручен испит, полагаат повеќе предмети. Предпоставка би било дека и се одбираат кандидатите кои што покажуваат солидни знаења. Но се почесто се забележува за непотизам, селективна правда, бавна правда, партизирано судство. Непотизам во средини каква што е нашата Македонија, каде што сите се познаваме и по некакви релации сите сме во некакви врски, дали родбински, кумовски, сватовски, пријателски, колегијални од факултети и така натаму, најверојатно имат влијание тој вид на врски, меѓутоа треба да се одбираат судии со висок интегритет и кога судија има добри правни знаења, кој што има добри морални и етички квалитети во себе и пред се висок интегритет, тој вид на влијание се обидуваат роднините да интервенират, се обидуваат пријателите и така натаму. Но судијата со интегритет треба да биде свесен дека е избран со траен мандат и дека е должен само и исклучиво да се држи до словото на законот и тоа му е гаранција дека ќе дојде до крајот на својата кариера со чесен образ и со мирна совест. Господја Ристова, од Брисел се најавува дека ќе испрати тим кој ќе прави оценска мисија за функционирањето и работата на Судскиот совет. Дали тоа е сигнал за вас дека имаме ерозија на правниот систем? Сигурно дека стои и тоа, а особено директен повод за доаѓањето на Европскиот мониторинг е состојбите што се случија во Судскиот совет. Овој состав на Судскиот совет за прв пат целосно се отвори за да јавноста има увид во неговата работа и проектираше на своите седници од 26 април и ми се чини и од 5 мај една толку грда слика што иритиране целокупната јавност. Легитимитетот на Судскиот совет го даваат за делот кој што го избираат
судиите, самите судии кои што гласале за тие кандидати, а сега една тајна анкета покажала дека секој втор судија смета дека судскиот совет е нелегитимен и нема доверба во него. Јавно, ниеден судија и јавен обвинител не се одважува, вклучително издружението на судиите, не се одважуваат да дадат своја оценка за работата на судскиот совет, а уште помалку да го искористат своето последно конституирано законско властување да 20 судии поведат постапка за одговорност на избран член на судскиот совет, односно да биде разрешен некој од членовите. 20 членови кои што си даде оставка, верувам дека тие кажан или кои им се причините, но покрај другото, сигурно дека во таква една клима, во кое што имате нарушени меѓучовечки односи и да сте најдобри, често пати ќе го носите и ќе го споделувате она што е оценка за целината на целиот орган. Што се однесува да делот од прашањето за потребата од зошто ни доаѓа европски мониторинг за да ја преиспита работата, мислам дека почетокот и крајот на отварањето и затварањето на поглавијата почнува со поглавието 23, а тоа е владење на правото, како гаранција за успех во сите други сфери во државата. Потребно е да се изврши мониторинг, да се утврди на што е резултат, на што се резултат овие состојби и како ги оценуваат последните случувања во судскиот совет. И второ, обично ние, кога некој од страна, како да немаме самодоверба во себе, кога некој од страна не поттикне, така да речем, почнуваме и помалку да ги подобруваме состојбите. Зошто и до кога судството ќе го следи еден негативен имидж, дека имаме делители на правда корумпирани или поблаго кажано суди со лепливи прсти, подложни на политички и бизнис влијанија? Лично не верувам дека сите судии се и корумпирани, и нестручни, и дека не судат според закон. Дали тоа значи дека вие ја преферирате идејата за индивидуална одговорност, а не колективна? Апсолутно за индивидуална одговорност. Што значи не преферирате генерален реизбор на суди, што беше една од идеите? Не. Генералниот реизбор по правило, ако се изврши, да речеме, во било кој состав на парламентот, секогаш ќе ја носи етикетата дека парламентарното мнозинство во тој состав се избрало своји судии. Тоа е едниот причина зошто не се залагам за генерален реизбор. А втората причина е што мислам дека во судовите во Македонија работат и стручни, и одговорни, и совесни судии. Господи Ристова, правниците и познавачите се поделени околу тоа дали притворите за казнени предмети може да се спојат и пребијат со затворската казна. Во однос на еден од случаите, вие ќе речете нема законска основа, ниту судска пракса да се пресметува времето поминато во притвор на обвинетиот за дела каде што нема правосилна затворска пресуда во однос на дело за кое е донесена правосилна пресуда. Оваа ваша формулација дигна голема врева и поделеност меѓу стручната и правна фела. Вие заговарате еден ваш став, дел од вашите колеги, професорот Калајджиев, академикот Камбовски, професорката Тасева, сосема друго сметаат во однос на предметот на поврзан со Милејана Киевски. Што е вистинското решение? Кој сгреши? Мене најпрви ми смета име, не треба да споменеме во овој наш разговор. А второ, дали приметивте и дали ги проследивте дека
мислењата на судиите и јавните обвинители, тие што се одважија да кажат на адвокатите, на угледни адвокати, дека на стручњаците кои што применуваат практично право, дека е неподелено мислењето дека притворот кој што се определува како мерка за конкретно кривично правно дејствие, за кривично правен настан, за конкретно кривично дело против конкретен обвинет, се однесува само на таа постапка во која што тој е определен. Тоа е едно. Второ, решението за притвор не е мериторно решение, со правнички речни кажам. Тоа е процесно решение, но процесно решение значи одлука која е во функција на ажурно, ефикасно и навремено пресудување на предметот. Притворот се определува за да се обезбеди обвинетиот да не се даде во бегство, да не ја напушти државата, да остане достапен за органите на кривичен прогон. Друг основ е за да не стори ново кривично дело или веќе започнатото кривично дело да го доврши или пак истото да го повтори. И третиот основ е да не се уништуваат доказите потребни за утврдување на релевантните факти и да не се влијае врз сведоците во постапката кои можат да дадат придонес за утврдување на фактите релевантни за правилно пресудување. Од тука тој притвор, неговата судбина е поврзана со исходот на таа кривична постапка во која што тој е изречен. И ако се донесе ослободителна пресуда, решението за притвор и времето во притвор представува правен основ само за надомесна штета. Ако дојде до осудителна пресуда со казна затвор, притворот се засметува во таа казна која што е изречена за тоа кривично дело во таа постапка. Не може притвор од неправосилна кривична постапка, нити кај нас, нити било каде што се применува континенталното право, да се засметува во правосилно изречена кривична казна, затвор, за случајот за кој што се крена врева. Науката има право на свое научно толкување и јас нема да дадам никаква оценка за мислењето на професорите, тоа е нивно мислење, тие ќе си го бранат. Но она што е точно е дека јас не сум прочитала поинакво мислење од ова што е применувано 78 години во македонското судство, дека притвор од неправосилна кривична постапка не може да се зарачунува во изречена казна во првостепена пресуда во друга кривична постапка, како што се бара. Сега мислам дека други се мотивите, викат ете само еден од обвинетите од тој предмет има ефективна казна затвор. Сето тоа, мислам, не е од влијание за оваа правно прашање, бидејќи ние не можеме да од такви мотиви да се крши законот. Нема законски основ за ова што се бара. Според мене, а и според оние бројни поранешни суди, адвокати, јавни обвинители, практичари, сите знаат дека тоа е така. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас за поканата. Мислам дека соработуваме ние веќе неколку пати, така да се надевам дека во некои подобри услови и подобри оценки за судството ќе разговараме афирмативно.
Толку за ова издание на Трилинг, убав викенд и се гледаме за 7 дена во исто време. До тогаш, довидување од мене.